Силни експлозии зутрината ги разбудија жителите на Техеран по серија ракети стрелани од Израел. Експлозии на аеродромот во Дубај, во американската воздухопловна база во Абу Даби и морската база на Соединетите американски држави во Бахрин, откако Иран со беспилотни летала ги погоди, а Саудитска Арабија пак пресретнала 34 дрона. Блискиот исток и натаму гори, а цената на нафтата пак оди нагоре. Суровата Брент достигна цена од речиси $105 за барел, што е пораст од повеќе од 40% од почетокот на војната. Како ќе се развиваат работите, нема проценка, а паниката за цената на нафтата ги вознемирува особено државите, кои индиректно ги чувствуваат последиците од војната. Израелското министерство за одбрана соопшти дека почнале копнена операција против клучни цели во Јужен Либан, испраќајќи повеќе сили под Лавок во областа како дел од проширената тампон зона. Операцијата е дел од напорите за воспоставување напредна одбрана, уништување на терористичката инфраструктура и елиминација на борците кои действуваат во областа. Пожарот на аеродромот во Дубај избувнал откако дронови погодиле резервоар за гориво, додека воздушната одбрана на заливската земја презема действија за справување со напади со ракети и беспилотни летала кои доаѓаат од Иран. Звуците што се слушаат во одделни области на земјата се резултат на пресретнувањето на балистичките ракети од страна на системите за воздушна одбрана, како и на пресретнувањето на беспилотните летала и ракети од страна на борбените авиони. Во меѓувреме, американскиот председател Доналд Трамп предупреди дека НАТО го чека лош иднина доколку сојузниците не помогнат за да се осигура безбеден премин за комерцијалните бродови низ Ормускиот теснец. Ако нема одговор на нашето барање или пак биде негативно, мислам дека тоа ќе има лоши последици за НАТО. Шефот на иранската дипломатија Абас Аракчи изјави дека за Техеран секој крај на американско-израелската војна со Иран мора да биде дефинитивен. Техеран не сака само прекин на огнот, туку дефинитивен крај на војната. Очигледно дека предупредувањата на Трамп во врска со повикот за помош околу блокирањето на морскиот пат, односно Ормускиот теснец, не вродуваат со плод. Неговите апели се однесува на Европа и Кина, кои во голема мера зависат од нафтата од Персискиот залив. Неизвестноста продолжува.